Како се создаваат дезинформациите? Како истите се шираат од поединци на интернет просторот? Како да се заштитиме? Одговорите на овие прашања ги има во изложбата Стаклена соба што беше отворена во Струмица во организацијата на делегацијата на Европската унија и Македонскиот институт за медиуми. Граѓаните почнаа отворено да зборуваат за погрешните информации, но е потребно уште да се работи на оваа поле, беа децидни од делегацијата на Европската унија во Скопје. Сите ние треба да продолжиме да го правиме тоа од повеќе причини. Бидејќи колку повеќе преоценуваме нашата сегашна врска со технологијата, толкова повеќе ќе можеме да ја подобриме во иднина. Колку повеќе сме способни да ги припознаеме заканите во нашите онлайн средини, толкова подобри ќе бидеме во дизајнирањето на нашата безбедност. И колку поотпорни стануваме на измамнички технологии и дезинформации, толку подемократски и пообјективни одолки ќе носиме во нашиот секојдневен живот. Ова изложба го истражува пресекот помеѓу интернет технологијата и манипулацијата со информации. Ставајќи го фокусот на дезинформациите, ни овозможува да видиме како се создаваат дезинформации и како поединични корисници се вклучуваат во ширење злонамерна или непроверена содржина на интернет. Во наредниот период од страна на Европската куќа во Струмица ќе бидат организирани работилници на кои ќе се презентираат и низ практични вежби да се применуваат одредени практики од упатството за детоксикација од податоци. Изложбата нуди можност да дознаете повеќе за погрешните информации и за улогата на интернет корисниците и нивното ширење, како и за бизнис моделите, дизајнерските тактики и корисничките навики што овозможуваат поволна средина за нивно пренесување. Како дел од поставката, подготвено е и упатство за детоксикација од податоци, вклучително и од погрешни информации, што содржи конкретни совети како паметно и одговорно да се користи технологијата. Изложбата е осмислена и подготвена од германската Tactical и е поставена на различни локации во 19 држави во Европа и е достапна на повеќе од 15 јазици, се со цел граѓаните да се справат со погрешните информации.